Откако вчера падна владиниот систем пред Алфа да постави прашање, денеска министерот за правда Бојан Маричиќ се правдаше дека службите работеле на истражување на случајот за аферата Шик Јелак, каде според скандалот што го обелодени опозицијата е предвидено изградба на згради во центарот на Тетово. Маричиќ не кажа ништо конкретно што точно ќе преземат за целосно расчистување на аферата. Не упати конкретен одговор да побараме во обвинителството зашто тие биле одговорни за истрагата. Јас мислам дека тој случај беше инициран од некого пред обвинителство или пак беше доставено како допрен глас и натаму е работа на обвинителството тоа да го расчисти и да постапи по тоа. Секогаш јавно сме го повикувале обвинителството. Веќе 2 недели обвинителството молчи, нема никаков коментар и одговор од таму. Мислам дека е најдобро да се обратите за одговор до обвинителството, инаку пак ќе кажам, без да навлегувам во коментирање на конкретен случај, обвинителството е должно да постапи за сите индици. Алфа писмено се обрати и до обвинителството. Испративме прашање, но до емитување на овие вести одговор нема. Инаку за аферата со дака документи обелодени под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Подсети на разговорите кои одекнаа во јавноста во предизборието, во кој наводно се слуша гласот на дака и осудениот дворекет Зоки Кичеец. Во овие аудио материјали се споменува и името на Зоран Заев и на Драги Рашковски, но за ова нема коментар ниту од владата, ниту од обвинителството. Според податоците на Николовски, во Тетово ќе никнат згради со 2000 станови за 8000 жители, но и огромни деловни комплекси со вкупна заработка за инвеститорот од 200 милиони евра.